Секој закон кој го штити здравието на граѓаните треба да има поддршка, изјави заменик министерот за економија Маријан Ристевски, најавувајќи средба со угостителите по ова прашање. Според него, иако законот е во надлежност на Министерството за здравство, потребно е регулативата да се усогласи со европските стандарди, со вклучување на сите засегнати страни. Ристевски очекува новиот закон да стави крај на непочитувањето на постојаната регулатива и да придонесе за поинтензивни инспекциски надзори и контроли. Секако дека ќе има средби со угостителите и со сите со цел да бидат запознани од страна пред се на ресорното министерство за новиот закон. Јас сметам дека поддршка треба на секој закон да се има кој што пред се го штити здравието на граѓаните. Постоечкиот закон гледаме дека и многу пати не се применува, можеби некогаш намерно или не намерно се изигрува, меѓутоа мислам дека овој закон ќе биде многу поквалитетен од претходниот. Од Туристичко-гостителската комора велат дека средбите со представниците од владата ќе се одржат по 20 јануари. До тогаш ќе собираат предлози и барања, а ќе разгледуваат и примери од слични решенија од земји од регионот. Во текст сме со консултации со други земји, дали како функционира пример во Србија, во Босна, во Хрватска, во Турција гледаме како функционира, што како, па после ресторани дават предлози што како, пошто закон нема се донесе од одма, тоа е предложено од 1 март, после 20 јануари мислам дека се предвидени средби со представници од владата, така да се уште немаме ништо рано и нема потреба да се брза, бидејќи ако брзаме ќе сгрешиме. Предлог законот дозволува пушење на летните тераси на локалите, само доколку тие се отворени од најмалку 3 страни. Во спротивно се предвидуваат казни и до 5000 евра. Физичките лица кои нема да го почитуваат законот, ќе се казнуваат со износи од 100 до 300 евра. Забраната покрај за цигарите ќе важи и за сите други никотински производи и уреди.